подпредседателе. Процедурално на координатор на пратеничка група се дава веднаш во моментот кога тој ќе ја побара, а не процедурално кога подпредседателот на собрание ќе одочита сценариото кој што е му напишано, па потоа ќе дава процедурално. Се губи ефектот на барањето на процедуралното. Не случајно е кажено веднаш, затоа што тоа што треба да се кажува во моментот кога е побарано процедуралното и сигурно е за исправка на неточен наод или реакција на процедура на работењето на собранието. А реакцијата моја беше на процедурата која што вие ја прочитавте. Имено, 6 дена скапо платени од пиар на СДСМ го слушаме дека влада не може да се избере поради блокирањето на ВМРО ДПМН, дека влада не може да се избере поради тоа што пратениците на ВМРО ДПМН дискутираат, реплицираат, контрареплицираат, што не е точно, нема на кого да реплицираат, затоа што никој од вас не се јавува. 6 дена го збориме, имате у сала повеќе од 60 пратеници, доволно за да се стави точка на дневен ред да се гласа. Прашањето е: каде ви се пратениците и зошто, ако веќе го обвинувате ВМРО ДПМН за ова, не ја ставите точката на гласање? Ајде, еве и ние зборуваме дека оваа влада во континуитет се што има сработено досега не чини, имаме доволен број на пратеници, да се стави на гласање, да изгласаме разрешување на министерот. Белки новиот министер кој што ќе дојде, ќе покаже подобри квалитети и ова хакирање и овие ненавремени реакции кои што ги прави Министерството за информатичко општество на чело со владата кој што е поодговорна од самото министерство ќе бидат решени. Ама вие не сакате да го ставите затоа што утре сабајле треба да продолжите со пресконференциите дека ВМРО ДПМН блокира и дека ВМРО ДПМН не дозволува да се избере влада. Почитувам подпредседателе, барам јавно сега пред граѓаните да кажете има повеќе од 61 пратеник во салата, исполнете се условите точката да се стави на дневен ред, ама нашиот Стопан дуи не е тука и не ни дозволува да гласаме, затоа ќе почекаме кога ќе дојдат тие и кога ќе се одлажат да дојдат, тогаш ќе оставиме на гласање ова што треба да се случи. И од сега натаму да не слушнам дека ВМРО ДПМН го блокира изборот на владата. Ќе зборуваме демократското право на говор и јавност од оваа говорница нема да ви дозволиме да ни го земете, а спиновите и она што го извртувате тезите да ги оставите вие да си ги објаснувате на вашите избирачи и на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам.